Jaz te ljubam, Isuse, za sekogaš vo mojto srce, ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se, i vo radost kje ti služam, ti si vnatre vo mene, i vo radost kje ti služam, jaz te ljubam, Isuse. Na kolena pred Isusa, ti malo stado возлюбено. Na kolena pred Isusa, ti malo stado Isusovo, za sekogaš, Hriste Bože, jaz te ljubam, Isuse, za sekogaš vo mojto srce, ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se, i so radost gdje ti služam, ti si vnatre vo mene, na kolena pred Isusa, ti malo stado возлюбено, na kolena. Veren i neveren sluga, veren i neveren sluga. Evangelije po Luka, 12. glava od 41. stih. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, što i u ovoj den повикувам со сето срце кон Тебе, Ти да живееш во мене, Ти да зборуваш, Ти да ги вршиш делата. Јас да бидам избран сад за Твоја употреба. Те сакам, Господе Исусе Христе, што Твојот дух ме осветува, ме исчистува и сум здрав и исцелен. Еве оваа рака што ме боли е сега исцелена. И Ти благодарам за тоа. Тогаш Петар го праша. Значи, верен и неверен слуга, зборуваме за слуга да служиш. Тогаш Петар го праша, Господе, дали оваа споредба се однесува само на нас или на сите? Ете, на нас не се однесува, ние сме спасени. Не, се однесува на сите. Се однесува на сите. Господ му рече, кој е верен и мудар слуга? Дали си ти верен и мудар? Што значи тоа? Тој е оној кого неговиот Господар го поставил да раководи со домашните работи. Што раководиш ти? Па раководиш со тоа што го имаш. Со твојот храм на Светиот Дух, ако му дозволиш. И им дава навреме храна на другите слуги. Храна духовна. Храна од Словото, храна во љубов. Блазе си му на тој слуга. Блазе си му. Ако неговиот Господар, Таткото Небесен Исус, при своето враќање го затекне како си ја извршува задачата. Како си ја извршува задачата. Да ја извршуваш задачата значи да ги љубиш сите. Да си им простил на сите. Никого да не осудуваш. Да се покаеш за секој грев. Мораш да го исповедаш гревот. Да кажеш, прости ми, татко, погрешив. Ти не го исповедуваш гревот, нема исцелување. Со срцето да разберат, па да се покајат и да ги исцелам. Ве уверувам дека Господарот ќе го унапреди таквиот слуга, за да раководи со сиот негов имот, тогаш си ти со наследник Божји, имотот е на небесата, собираш богатство на небесата, а не на земјата. Но ако тој слуга си рече, абе чекај, мојот Господар ќе го нема, кој знае кога ќе дојде Исус, и почне да ги тепа другите слуги. Како? Па така што нема да ги љубиш, например, на почетокот се оддава на јадење и пиење, бидејќи утре ќе умеме, и опивање. Прости ми, Господе, што сум го правил тоа. Прости ми, те љубам. Се покајувам. Тогаш неговиот Господар ќе се врати во тој ден, кога ти не го очекуваш, и ненадеен час, и најстрого ќе го казни. Пазете, потоа одеднаш ти ја губиш силата и си болен. И се прашуваш зошто сум живеел. Слугата кој знае што очекува. Ти знаеш дека еден ден ќе застанеш. Неговиот Господар. Не си постапил според неговата волја. Ние зборуваме за постапување како Исус. А не да мрмориш како израелците во пустината. Ладно е. Устава. Израелците во пустината мрмореа и изгинаа.
прифаќаш, бараш помош, Исусе на помош. Исусе, оваа рака ме боли, тегнев вреки со дрва, исцелување во дух, душа и тело, ти благодарам, се покајувам. Слугата кој не знаел што очекува од него неговиот Господар, а направил нешто што заслужува казна, значи тој не знае за Исус, не дознал. Тоа е друга категорија. Тој ќе биде поблаго казнет. Но ти знаеш, тој е грев против Светиот Дух. Многу ќе се бара од оној кому му е многу дадено. Што ти е дадено? Па љубовта. Имаш се. Здрав си, исправен си. Не мора да пиеш апчиња, да примаш вакцини. Повеќе се очекува од оној на кого му е повеќе доверено. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. 49 стих, Лука 12. Јас дојдов да запалам оган на земјата. Каков оган? Оган на љубовта. Колку би сакал мојата задача да е веќе завршена. Господе мој, Татко Исусе, мене ме очекува страшно крштевање. Пазете го овој стих. Крштевање со својата смрт, да раскрстиш, да платиш за гревот, да го раскрстиш стариот човек. Крштевање, тоа е. Да се оставиш на крстот стариот. Значи тој се остави на крстот за нас, за нашите гревови, а ти треба да се оставиш на крстот. Си, крвта Исусова се пролева, да примиш сила во дух и да почнеш да љубиш, да ја извршуваш задачата. Мене ме очекува страшно крштение. Послушен беше со смрт на крст, не се жалеше, зарем да не ја испијам чашата која ми ја дава мојот Отец. Зборува за пиење на чашата, за извршување на волјата. А ти не сакаш, сакаш ова, сакаш тоа. Зар вие мислите дека јас дојдов да воспоставам мир на земјата? И сега тие ќе речете, мирот свој ви го давам. Овде зборува за раскрстување со стариот човек. Не мир, туку раздор, разделба. Разделба со стариот грешен човек. Од сега натаму во семејството од 5 членови, ние знаеме кога некој не верува. Тој си тера по старо, тврдоглав е, не ќе. Се додека, ќе видиме. Значи, 5 членови ќе дојде до поделба за и против мене. Поделбата е за Исус или против. Тројца против двајца и двајца против тројца, татковци ќе бидат против своите синови. Тој не ќе да биде во Исус дошол до некаде. Имаме ние такви случаи. Мајки против керки, керки против мајки, свекарви против снаи, снаи против свекарви. Ние го имаме тој случај. Пазете. Родители ги извлекува децава од Исус и сега си се вратија на апчиња, на стравови. Имаме таква состојба. Без разлика дали е татко или мајка, ако тој те одвлекува од Исус, тоа е сатанската природа. Нема разлика. Знаете, дојде да го распламти огнот, кога си против Исус, кој е против вас, кој не собира со вас, тој растура. Исус му се обрати на народот и рече, кога гледате дека се креваат облаци на запад, велите ќе врне дожд. И луѓето знаат кога ќе врне дожд. Кога гледате дека дува јужен ветер, велите ќе биде горештина. И така бидува, а потим вели, лицемери, изгледот на небото и земјата умеете да го препознавате, а не умеете да го препознаете Исус. Што е духовно? Што треба да направиш? Не сакаш да го направиш, тоа е друго прашање. Сакаш да си живееш по старо. Не мораш страшно крштевање да имаш, да се оставиш стариот. Зашто самите 57 стих не пресудите што е во право? Ти имаш во срцето мерка, знаеш дека не е добро да мразиш, да осудуваш, да крадеш, да лажеш. Ако некој те обвини и те даде на суд, потруди се уште по пат да го разрешиш спорот. За разрешување на спорови зборува. За миротворство, за да не бидеш одведен на суд и судијата да те предаде на органите на законот кои ќе те фрлат во затвор. Те уверувам дека нема да излезеш од таму, се додека не го платиш и последниот грош. Зборува за миротворци, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји, миротворци. Од тоа време дојдоа некои луѓе кај Исус и му кажуваа за група галилејци, 13 глава Лука. Е првиот стих. Што ги убил Пилат додека тие принесувале жртви во Ерусалимскиот храм. И ние и денеска принесуваме жртви. Знаете, тој зборува милост сака, милост кон што? Кон болниот, гладниот. А тој им рече, немојте да мислите дека тие принесувале жртви така што нивната крв се измешала со крвта на жртвите.
Ние имаме сега крв на Исус Христос врз секого од нас. И кој ќе кажеш светата крв Исусова, ја свето положувам врз секој што ќе го допресе во срцето и каже Исусе дојди во моето срце. Немојте да мислите дека овие галилејци биле најгрешните луѓе меѓу галилејците, затоа што настрадале на ваков начин. Не туку и вам ви велам, ако не се покаете, зборува за покајување, ако не се покаете, сите ќе изгинете така. Како ќе изгинеш? Пак ќе изгинеш, ќе останеш во материјалниот човек, врзан си за овој свет, се што ќе врзете на земјата. Не си простил, си осудил, не си се покајал, врзан си. Немојте да мислите дека оние 18 кажува некој настан, што беа згмечени, паднала кулата Шилоах. Беа најгрешни меѓу жителите на Ерусалим. Не беа најгрешни ако не се покаете. Ако не се покаете, та да се покајат, та да ги исцелам, со срцето да разберат, треба да се покаеш. 13 глава, Лука, потоа Исус им ја кажа ова споредба, еден човек имаше во лозијето насадена смоква. Значи го имаме ние тој пример, смоква во лозијето, тоа си ти. Ти си смоквата. Насаден си во лозијето. Си дошол некаде, си дознал за Исус. Кога дојде да набере плод од неа, и род да донесете, вели Исус, каков плод? Па плод на љубовта. Дали го промени односот кон тие кои те осудуваат? Тогаш му рече на лозарот, 3 години поред не даваш плод. И 20 години се во Исус, колку години си, немаш плод на љубов. Промена, луѓето да забележат, еве оне во Исус, плод нема, затоа пресечија. Дрвото што не дава плод, сува гранка, се фрла во оган. Во огнот на љубовта изгоруваш во материја, зашто само да ја испостува земјата. Лозието. А лозарот му одговори, Господару, остави ја уште годинава, ќе ја опкопам, ќе ја наѓубрам, треба да го откопаш, си го наѓубрил, го тераш да даде плод, тој стои и не сака, бара да се исцели, бара нешто, сака нешто. Знаете, да бараш, не е проблемот да бараш. Но направи го први на односот татко и дете. Татко, јас сум твојот син, прости ми, сакам да бидам син Божји. Исус исцелува една жена во сабота. Еве мене цела заедница, адвентисти. Јас ги љубам сите, знаете, и тие го се држат до тоа. Мислат дека тоа значајно, го истакнуваат. На некој начин тој идолопоклонство. Не ги осудувам, имам пријатели. Една сабота Исус поучуваше во синагогата. Само ние знаеме дека е сабота. Горе времето е едно тело, еден дух. Нема време, простор и свест како овде. Туку има суштествување во љубовта. Во природа, не во чувство. Љубов, денес те љубам, утре не те љубам. Природа е Бог, таткото мој. Една жена која беше обземена од демонски дух, боледуваше 18 години. Колку требала да истрае, беше целата згрбавена, не можеше да се исправи, што ми ја забележа, Исус ја повика кај себе и рече, жено, може би е тоа црква, душа, те ослободувам од твојата болест. Те ослободувам, потоа ги стави рацете, врзнеа и таа веднаш се исправи, па почна да го прославува Бога. И вие можете имитативно да полагате раце, но не полагајте раце пребргу. Исус беше воден од духот, не зборуваше од себе. Беше исполнен со сета полнота. Тоа значи да живееш духот во тебе. Ти ќе бидеш како Исус тогаш. Ќе имаш отчитување, ќе знаеш дали треба да положиш раце. Ќе го слушаш духот што ти зборува. Моите овци го слушаат мојот глас. Го знаат мојот глас, го слушаш Исус, послушен си му. Но управникот на синагогата се налути и му рече на собраниот народ, ти го тоа обредно правило, има 6 дена за работа, тогаш доаѓајте и исцелувајте се, а не во сабота. Исто интересен, еден пастор беше, зашто сум се молел во авион, требал пасторот да се моли. И ние го направивме таа приказна, има ли пастор во авионот? Авионот паѓа, нема пастор и ти не се молиш, чекаш да дојде пасторот. Исусе те сакам. Видите, има 6 дена за работа. Тогаш исцелувајте се, не во сабота. Пасторот ете што им кажа. А Исус му одговори, колку сте вие лицемерни луѓе, сите вие си го одврзувате волот и магарето од јаслите ги водите на поење во сабота. Имаме временски одредници, ова го зборувам често, денеска е тој ден, те подсетува тебе. Инаку секој ден јас работам и живеам за Исус. Се противите на ослободување на болеста од сабота, на оваа керка Аврамова,
која ѓавол од веќе 18 години ја држи врзана. И ти си врзан во болест, во грев. Првин гревовно тело, имаш гревовни органи, од органи на гревот треба да станат органи на Исусовата праведност, да се предадеш во служба, да бидеш храм на Светиот Дух. Се посрамија сите негови противници. Народот се радуваше на сите чуда што ги правеше Исус. Те сакам, Господе Исусе Христе. Потоа Исус рече, со што да го споредам Божиото царство, 18 стих Лука 13. Може да се спореди со синапово зрно, од каде почнува се, што ќе го посее човекот во својата градина, во својата душа. Љуби го својот ближен како себе си, е синаповото зрно. Да љубиш сите. Тоа израстува, се развива во стебло, на кое и птиците слетуваат и си прават гнезда. Кои птици? Па тие што треба да дојдат до Исус. И си прават гнезда меѓу неговите гранки. И сега, Исус продолжи, со што да го споредам Божиото царство, што е тоа? И сега тој им објаснува, процес е тоа. Процесот од синапово зрно до стебло. Значи не е тоа така бргу. Веднаш положи раце, да, спасен сум, Jesus. Исус продолжи, со што да го споредам Божиото царство, тоа може да се спореди со квасец што го зема жена, го замесува со тримери брашно и целото тесто нараснува. Првен треба да се замеси, да се направи. Но може да скисне. Малку квас го подквасила целото тесто со квасот фарисејски, па да не биде добро. На патот кон Ерусалим, Исус патуваше низ градови и села, поучувајќи ги луѓето. Тој е христијанин, патуваш и поучуваш. Некој го праша, Господине, мал број ли ќе бидат луѓето што ќе се спасат? Колку ќе бидат во колку цатот? Исус им се обрати на сите. Луѓето сакаат информации и податоци, а не сакаат да научат тоа што е најважно, исцелување на оваа рака, пошто тегнеше многу дрва. Во името на Господ Исус Христос не сакаат да научат да љубат. Вратата кон небото е тесна. Трудете се да влезете низ неа. Пазете. Јас сум портата, јас сум вратата. Исус е вратата. Треба во него да влезеш, тој да влезе во тебе. Ве уверувам дека мнозина ќе сакаат да влезат, но нема да можат. Штом ќе стане домакинот, ќе ја затвори вратата. Тогаш вие, ако останете надвор, ќе тропате и ќе викате, Господи, Господи, отвори бе, Господи, еј, Господи. А тој ќе ви одговори, а јас не познавам. Пазете, тоа е слика. Вие ќе викате, со тебе јадевме и пиевме, ти поучуваше во нашите улици, но тој повторно ќе ви рече, не знам кои сте, од каде сте. Бегајте од мене, сите вие што вршите зло. Ако не вршиш добро, ако не љубиш, вршиш зло. Си живееш по старо. Ете ја поентата. Колку ќе плачете и ќе крцкате со заби кога ќе го видите Аврам, Исак и Јаков и сите пророци во Божиото царство, а вие ќе останете избркани надвор. Тогаш ќе биде плач и крцкање со заби. Те сакам, Господи Исусе Христе. Таму ќе има луѓе од исток и запад кои ќе седнат. Тогаш ќе ги видите Аврам на трпезата во Божиото царство. Некои што се овде презрени, таму ќе бидат почитувани. Некои што се овде презрени, така треба добро да размислиме како се однесуваме. Ќе бидат почитувани. А некои што се овде почитувани ќе бидат презрени. Така да со каква мерка мерите, со духовната или со телесниот човек. Во тие мигови, кога Исус дојдоа, неколку фарисеи му рекоа, замини си од овде и оди на некое друго место, зашто Ирод сака да те убие. Пазете. Исус им одговори, одете кај тој лисец и кажете му, уште денес ќе истерувам демонски духови и ќе исцелувам, на третиот ден ќе завршам. Но денес, утре и задутре морам да го продолжам својот пат, морам да љубам, како со Исус, зашто не прилега Божји пророк да загине на друго место, туку во Ерусалим. Исусе, те сакам. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тој го знае тоа, ја исполнува волјата на Отецот. Затоа има сила, затоа е во полнота Божја. Кога ти ќе бидеш во полнота Божја, ќе го извршуваш волјата на Отецот, не твојата, и ти ќе имаш сила. Ќе примиш сила од Него. Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш Божјите пророци и ги каменуваш Божјите пратеници. Може и со камења, но доволно е со нељубов. Испратени во тебе колку пати се обидував да ги закрилам твоите жители, како што квачката ги закрилува пилињата под своите крилја, но не ми допуштивте. Значи, слободна волја, насила не оди.
Имаш право на избор, време на милост да повикаш кон Исус. Затоа вашиот дом, кој е тој, па ти твоето тело, ќе биде препуштен да запусти, се разбира, и местото. Ако си ти пуст, во тебе нема дух. Ти си само телесен. Имаш рок на трајање, ве уверувам дека од сега нема да ме видите. Овие се важни стихови. Се додека. Нема да ме видите, се додека. Не дојде времето кога ќе речете. Значи, временска одредница додека не речете благословен да биде оној. Тоа значи да го прифатиш Исус во твоето срце, што доаѓа во името на Таткото Небесен Исуса Христа. Овде пишува на Господ. 14 глава. Уште едно исцелување во сабота. Една сабота Исус дојде на ручек во куќата на еден фарисеј, член на големото собрание. Почитуван, значи. Сите присутни го држеа насамо, значи тие што се овде почитувани, таму можеби ќе бидат презрени. Сите го држеа Исуса на око. Тогаш Исус му пристапи еден човек со отоци на рацете и нозете, еве и јас. Исцелување на мојата рака во името на Исус. А Исус им се обрати на учителите на верскиот закон и на фарисеите, па ги праша дали е во согласно со законот да се врши исцелување во сабота или не. Денеска е тежок празник. А утре е лесен. Секој ден е ден на Исус. Секој ден е велик ден и Божик. Ако ти пребиваш, ако Исус пребива во моето срце, тие молчеа, тогаш Исус го допре болниот, го исцели, испраќајќи го здрав, потоа им се обрати ним. Ако ви се случи синот или некој добитче да падне во бунар во сабота, нема ли веднаш да го извадите иако е сабота? Но тие и на ова нема одговорија. Оној што не прави добро, а знае да прави добро, чини зло, се додека не кажете благословен е оној. Исус забележа дека некои од гостите ги одбираат почесните места за седење, па им го кажа следниот совет. Кога некој те покани на свадба, не седнуе веднаш на почесно место, за да не дојде некој поважен од тебе, па домакинот што е поканил и тебе и него, да дојде да ти рече стани, нека седне он тука. А ти посрамотен да мораш да седнеш на последното место. Некогаш треба да бидеш посрамотен за да ја научиш лекцијата. Туку кога си поканет, оди и седни си на последното место. Па кога домаќинот ќе дојде ќе ти каже пријателе, дојди наваму на добро место, тогаш ќе бидеш почестен пред сите. Почестен пред сите. Слава ти Господи Исусе Христе. Зашто секој што самиот се возвишува, ќе биде понижен. А кој ќе се однесува понизно, ќе биде возвишен. Тоа се однесува како да застанеш пред Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Арахма сандили и миндила. И тогаш Исус му рече на домакинот, кога покануваш луѓе на ручек или вечера, не поканувај ги пријателите, браќата или роднините, ниту пак богатите соседи, зашто потоа и тие ќе те поканат тебе и со тоа ќе ти се возврати честа. Видете што зборува тој. На своите гозби поканувај сиромаси, сакати, куци и слепи. На своите гозби поканувај сиромаси, сакати, куци и слепи, тие што им е потребен Исус. Така ќе бидеш благословен. Сиромаси, сакати, куци и слепи. Глуви, секакви. Зашто тие не се во состојба да ти возвратат, но ќе ти биде возвратено на денот кога праведниците ќе воскреснат. Воскреснат, пазете што значеше тоа. Да го оставиш стариот човек, да се родиш одново. Кога го чува еден од оние што седе на трпезата, му рече на Исуса, блазена оние што ќе седат на трпезата во Божјото царство. А Исус му одговори. Пазете, овде пишува дека таму нема храм, дека храм се Отецот и јагнето. Нема храм, ти си храм. Тоа значи внатре духовен човек. Еден дух со него, едно тело. И нема време, простор и свест. А Исус му одговори, си беше еден човек, приготви голема вечера, упати покани на голем број гости, дојде времето на вечерата, го испрати својот слуга, ги повика гостите, велејќи, дојдете, се е подготвено. Тоа е Таткото Небесен Исус. Направил вечера и те кани. Но сите тие еден по друг почнаа да се изговараат.
Првиот му рече, имам нива, морам да одам, види се, не можам да дојдам. Се фатил тука нешто си матка, нема време за Исус. Првиот му рече. Вториот му рече, купи волови, имам сега некоја работа, морам да работам, но немам, се фатил работи, не гледа ништо. Третиот му вика, таман сега се оженив да поуживам, мајко, и тој секогаш наоѓаш некој изговор, не можам деца чувам или не знам што. Слугата се врати дома, му раскажа на својот господар. Домакинот многу се налути. Му рече на своја слуга, брзо по раскрсниците, по градските улици, доведи ги, еве ги тие кусите, сиромаците, слепите, сакатите, тие што сакаат да примат, што се волни. Студи. Потикни ги да дојдат, да се наполни куќата. Ве уверувам дека ни еден од оние што беа поканети на почетокот нема да вкуси од мојата вечера. Ти не доаѓаш. По Исус врвеше голема толпа луѓе, тој се обрати зборовите. Никој не може да дојде кај мене и да стане мој ученик. Никој не може да дојде кај мене и да стане мој ученик ако не ме сака повеќе од татка си, мајка си, жената, децата, браќата, сестрите, па и од својот сопствен живот. Ја разбирате ви ова состојба? Ова е битен момент, но тоа е вистина станува. Кога ќе му дозволиш да се насели во твоето срце. Кој не го носи својот крст и не оди по моите стапки. По неговите стапки треба да одиш, не по твоите. Не може да биде мој ученик. Кога некој од вас сака да изгради кула, не седнува ли првин да пресмета дали ќе има доволно пари да ја заврши градбата, поспротивно може да почне со темелите да заклучи дека не можам, па не можеш без Исус. И сите ќе му речат, гледај, овој не може да направи нешто. Можеш во Исус, да му дозволиш на Исус. Кога некој цар се готви за војна против друг цар, не седнува ли најпрво да се преиспита? Самиот не можеш со своите 10.000 војници да напаѓаш 20.000 војници, ако не можеш, барем мир. Со кого? Со Таткото Небесен. Никој не може да стане мој ученик, додека не ме стави мене пред се друго. Разбирате ли вие? Исус треба да биде напред, пред мене, зад мене, околу мене. Солта е добра, но ако стане блуткава, со што ќе се осоли? Така не би била добра ни почвата, ни за ѓубривата, па се isfrла надвор. Значи, никој не може да биде мој ученик, додека не ме стави мене пред се друго. Никој не може да дојде кај мене и да стане мој ученик, ако не ме сака повеќе од татка си, мајка си, жената, децата, браќата и сестрите, па и од својот собствен живот. Тоа се тие работи. Како да го направиш тоа? Па први, вистински да се покаеш, да признаеш дека не можеш сам, дека си болен, дека и бараш помош од него. Исусе, те молам, исцели ми ова рака, исцели ми го тој однос со тој човек, помогни ми. Да можам постојано да велам благословен е оној што доаѓа во името Господово, да имам сила во тебе. Дојди во моето срце, помогни ми да ги љубам сите, да простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев и да победувам со твојата љубов. Во името на Господ Исус Христос, се што не е од Исус да замини, да не се враќа повеќе. Крвта Исусова света положувам врз секого кој ќе каже благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Исусе, еве ти го моето срце. Дојди, промени ме, научи ме да останам во љубовта, да ја живеам љубовта. Да бидам еден дух со тебе, едно тело. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мирот Исусов, љубовта Исусова, силата Исусова, царството, силата и славата во секого од нас. Амин до Божиот царство небесно. Амин за секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус. Амин. Христе Боже, јас те љубам, Исусе. За секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И со радост ќе ти служам, ти си внатре во мене.
радоst, ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово, за секогаш.